Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! На Около FM. Zdravo drugarčinja, zdravo dečinja, zdravo tinejdžeri, zdravo mladi возрастни И здраво возрастни! Големо поздравче за топло добре дойде во Слушнете не! Која сум јас? Ноела! Кои сте вие, моите драги и верни слушатели и соработници? Абе има многу и толку се радувам. Денеска ќе ви биде сервиран патепис од Битола до Преспа и рикверц. Посебни деца со посебни потреби и посебни муки плюс нивни братче сестричиња плюс нивни родители и многу интересни сознанија за овај убав живот. Проверка пред полетување. Кафенце штеклирам, чајче штеклирам, фотелја штеклирам, отворен ум штеклирам. Врзете ги појасите и полетуваме! Топло добре дојде во Слушнете не! На Около FM со Ноела. Цело небо свети, звезди и комети преку него летат. Една звезда фали, веќе не се пали, нашата што згаснала. Еве цела година, само малку спија, а тогаш кога заспивам, тебе јас те сонам. Еве цела година, како носам вина, и помалку секој ден умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе. Скршена од тага, нова љубов барав, сега се е полошо. Секој ден без тебе, даже не за себе, сите рози свенале. Еве цела година, само малку спија, а тогаш кога заспивам, тебе ја
Здраво, млади возрастни, здраво, возрастни! Јас сум Ноила, а ова е Слушнете на Укло FM. Днес ќе ви прочитам една прекрасна творба од нашиот писател Горијан Петревски. Се вика Геврек. Како деца, развикувајќи, трчавме по него. Кога ќе ни се подвратеше, бегавме назад, но не престанувавме да го задеваме. А го викаа Миле Жежа. Прекарот не знам кој му го дал, ниту пак што означуваше. Беше сунизок и ситен, затворен во себе, туткун човек што велат. А и секогаш пропуштен во долго палтиште. Несразмерно џуџест во секоја облека како да беше воврен. Ние безгревно ке му се вдадевме по него и му се плашевме. Возрастните можат да се контролираат, но децата ако се нафрлат врз некого, се немилосрдни и немаат запирање. Тој сакаше да ги одбегнува средбите со нас, но и тешко му паѓаше сета улема од дечишта вдадена по него. Напати ке подсастанеше и во очај и немоќ заканувачки мафташе со стапот, а и ке се подзагнеше по нас за да не заплаши. Тогај се повлекувавме, ама додека да подзамине, а потоа најјунаците пак ке се вдадевме за да го стигнеме. Неговото заканување само ни ја подсилуваше храброста да не се повлекуваме, но сепак никогаш не се случи да удри некое дете. Еден ден го снемал целото. Миле Жежа отишол во Лугорди, рекоа. Се главел да им ги пасе гојдата на полјанине. Битола е далеку, а Луговарди уште подалеку. Така ние дечиштата малку по малку заборавивме на него. Но еднодоцно попладнек вечерина, ја во јули, ја во август, пак се врати. Ама за малку колку на видоиште. На патот го пресретнав внук му Веле, кротко, душа момче, а поголем од нас. Кога го виде се израдува и му притрча да се прегрнат. А Миле Жежа од џебот на капутиштето кеда војнички шинел, во кое таму полјаните го беа облекле, извади геврек, румен и голем како тркало, каков што не бевме виделе дотогаш. Ти го носам дури од Битола, му рече со пискав глас. Кркај го. Внук му Веле или Вецко уште повеќе се израдува и држејќи го за рака чичко си, се врати назад со него кон дома. Од тоа оскудно време поминаа години и години. А јас видов и вкусив многу гевреци. Но ниеден од нив не ќе да беше ни поличен, ни поголем. А сигурно и посладок. Од оној што тоа далечно лето го донесе во џебот од својот стар војнички шинел, Миле од Тодоровци. Моите папагалчиња Коке и Лулу ми донесоа писменца од Горијан Петревски. Не ми донесоа писменца, туку Фејсбукот ми кажа пораки дека имам. Јас сум мала да имам Фејсбук, но мајка ми ја уредува страницата на Слушнете не, па ја сподели емисијата со писателот.
Неговите ставови не израдуваа нема мера. Мене ме нарече речита, ведра, сугестивна девојче. Да, тоа сум јас. Точен опис. А емисијата е детска, а возрастна, шаренолика, нездодевна, со еден збор раскошна. Благодарам, драг писателе. Големо поздравче до следната дружба. Džabe pari, skapi stvari, džabe se na svet, ako nemaš drugar, ako nemaš drugar. Ništo nema da mi fali, imam baš sve, koga imam drugar, koga imam drugar. Seko ide nekako avantura, znaj, ajde odi me, ajde vodi me daleko nekade, vo društvo podobro je se. Ajde odi me, ajde vodi me daleko nekade, daleko nekade. A zašto znam, neka ne možem bez tebe, znam, neka ti ne možeš bez mene, znam. Ja znam, a zašto znam, neka ne možem bez tebe, znam, neka ti ne možeš bez mene, znam. Ja znam. Imaš srce kako planina, tuka si ko veće mi zatrebaš. Za tebe pravam se, so tebe le snove. Ajde nasmej se, dajte muzika da peme. Ajde vodi me daleko nekade, vo društvo podobro je se. Ajde odi me, ajde vodi me daleko nekade, daleko nekade. A zašto znam, neka ne možem bez tebe, znam, neka ti ne možeš bez mene, znam. Ja znam. A zašto znam, neka ne možem bez tebe, znam, neka ti ne možeš bez mene, znam. Ja znam. Слушнете на Укло ФМ на Преспанско езеро. Тишина, фамилија пајчиња оди на кај брегот. Ке се упатам да видам како ќе ми изреагираат. Одам по едно тесно земјено патче, помеѓу две води. И ми заглавија ноцете како во жива песок и си се вратив. Истрчав назад. Но знам дека Преспанското езеро понира под планината Галичица и му дава вода на Охридското езеро. Затоа не е чудно да има такви пропаѓачки делови. Внимавајте! Сега минувам покрај еден овоштарник и дрвијата ми личат многу чудно. Страшничко, како да ги отвориле рацете и ко да имаат 6 раце на едната, а 6 на другата и многу прсти на нив. Како Crooked ако го имате гледано филмот. Всушност филмот се вика Raising Dion на Netflix. Не сум знаела дека е толку place to be пред Спанското езеро. Милиони луѓе има. Од Битола, Ресен, Скопје. Битолскиот чирок сокак се префрлил во Преспа.
Ама има и причина. Чист воздух, широчина, сонце, небо и убава прошетка. Дали слушате ова се пресрекни врапчиња? Џбун со пресрекни врапчиња. И езеро со пресрекни деца. Еве се стојам покрај провидното езеро. Има многу малички заливчиња, мека песок, снегче, пајки што пливаат низ езерото, а во средината на езерото гледам остров. Тоа е островот Голем град, се сеќавам дека го учевме по општество. Од едната страна ја гледам Грција, а од другата Албанија. Ама сонцето не разликува граници, си грее за сите. А во оваа песок има и школки. Има и превртени кајчиња. Ми личат како од памтивек. Сини кајчиња, како синото небо и синото езеро. Да беше лет, ќе се брцнев. Покрај јаболкниците, јас гледам и црни црева. Мајка ми кажува дека тоа е систем за наводнување капка по капка. До езерото има и многу трски. Личи прекрасно, но не е баш пристапно за човекот. Но може би така е подобро, нема да го уништиме. Овај дел овде кај се наоѓаме, кај селото Сливница и другите околни места се вика Долна Преспа. Додека од противната страна под Галичица, каде што се наоѓаат Стењ и други места, тој дел се вика Горна Преспа. Другарчиња, сега снимам каков е патот на враќање од Преспа, Преспанско езеро до Битола. Овој патепис го започнав кога тргнав од Битола, но телефонот нешто се случи со него, си исклучи и ми ја избриши звучната порака. И сега ќе снимам одново во обратна насока. Од каде тргнуваме, дедо? Сега тргнуваме од плажата во Сливница на Преспанско езеро. Супер! Се изнашетавме многу убава патека покрај езеро. Патеката личеше на широк сокак. Односно подсетуваше на широк сокак. Сите луѓе ги видовме. Сега ќе ви ги кажувам сите села низ кои ќе минувам. Најава, имаат интересни имиња. Сега се наоѓаме кај село Претор, каде што се и плажите. Значи Претор. Тоа доаѓаат само ти. Овде има многу ресторани, а и многу мали куќенца што бараат храна и големи родители што ги заштитуваат. Мене така ми се залепија едни, ама ми беше малку страф. Им дадов од тоа што јадев и си се тргнав. Има многу изрушени автобуски постојки. Што се случило? Како да застанало времето? Ми кажуваат дека овде имало многу летни одмаралишта од многу фабрики. Го видовме хотелот од поранешната фабрика за шеќер, шеќерарна Битола. Сега имаше еден знак за десно, Курбиново манастир има таму. За лево е Асамати. Сега читам нов знак. Селото Рајца. Лево и десно од патот полно со овоштарници, со јаболкови насади. Оние чудните дрва што танцуваат со своите гранки. Од време на време има по некој огромен склад, тоа биле ладилници за јаболка.
Сега минуваме низ селото Грнчари и наидовме на еден трактор. Овде многу правеле грниња изгледа. Селото Грнчари е споено со селото Подмочани. Така да сега минуваме низ Подмочани. Како се вика? Подмочани. Се подмочале. Има многу прекрасни и големи куки, но повеќето се затворени. Пак ќе го речам прашањето, што се случува? Претежно луѓето од овие села се во странство на печалба, но многу од нив и останува таму цел живот. Ги има во Америка, во Германија, во Австралија, во Канада, каде не. Печалбарска нација. Заврши Подмочани! Зурли трещат насред село, да панчука рум-дум-дум. Зурли трещат насред село, да панчука рум-дум-дум. Млади моми јергени до Беоравија. Млади моми јергени до Беоравија. Остал иде стар бел дедо, засукал мустаки. Остал иде стар бел дедо, засукал мустаки. Право трга на ораторијом да се фати. Право трга на ораторијом да се фати. Рум-дум-дум-дум-дум-дум. Слушнете не! Наукла ФМ на Преспанско езеро. Севно, кај си да ме видиш како играм. Ајде сите на орце. Уху. Ајде сега погодете кое село иди. Да беше емисијата во живо ќе ве прашував и ќе очекував да ми се јавите. Ако сакате можете да ни коментирате на нашата Facebook страница. Лево од нас е Долна Бела црква. Во далечината од мојата лева страна е Галичица. Таа е покриена со бел снег, што личи како истопен сладолед. И на главата, всушност врвот, има едно капче од облаче. А исто така се гледа и ресен. А пак од мојата десна страна се наоѓа нашиот прекрасен пелистер. Имаше еден знак Маркова нога. Се доближувам до еден огромен знак, секи пробам да ви исчитам. Право Битола. Лево Стење, Отешево. Десно Битола. Мало збунка. Битола, Стење, Отешево, Битола. Деде, зошто има два правци за во Битола различни? Овде се разделува двата патишта. Едниот е стариот пат што беше за Битола Ресен, а истиот пат продолжува, али како нова траса. Има повторно голем објект и некакви насади покриени со мрежа. Верувам дека тоа е за заштита од град и дожд. Од овие стебленца ми личеа многу кревки. И може да му ги уништи градот. И може да му ги уништи градот. Сега се искачуваме на Ѓавато, а позади нас го оставаме Преспанското езеро. На врвот на Ѓавато, на Цуцулката, има една прекрасна врвичка. Има една прекрасна црквичка. Која е таа црква, дедо? Таа црква се вика Света Богородица. И таму на 28 август населението од Ѓавато и другите околни села, кажани и пошироко, доаѓаат да ја прослават Богородица. Овдека на превојот Ѓавато, порано било и селото Ѓавато. Меѓутоа, поради многу проблеми од војските кои во тоа време, во поранешно време, биле на оваа територија, тие морале да се преместат на подолу од ова место,
и таму да се населат. Кај што За сега? спомен, на ова место, на овој пребој, кај што било селото, е изградена и црквата Света Богородица. Колку би сакала да седам на предно седиште. Ќе ја издржам уште 2 години. Значи, дете смее да седи на предно седиште со наполнети 12 години. Врзена со безбедносен појас задолжително. Интересен податок за превојот Ѓавато. Во мештаните, па и од порано и сите и јас го знам дека се викал Дервен. Од каде и како, не знам, меѓутоа и ден денес ние си го викаме Дервен, меѓутоа уќе е познато како Ѓавато. Интересно е и тоа што ова е како највисоко место во овој дел, како превој Дервен, односно Ѓавато, таму имаше најповеќе снегови и многу често заглавуваа возилата, автобуси, лесни возила. Интересно е тоа што фичовците не заглава најповеќе излегуваа на тој дел. А каква кола е таа Фичо, дедо? Фичото е тоа, Фичо е народна кола. Таа се произведуваше во бивша Југославија, во Застава, Крагујевац. И во тоа време претежно се возеа такви коли се купуваа. Цената му беше погодна за да може да ја купи секој еден, така да вриеше од фичовци во тоа време. А дали ти имаше Фичо? Да, мојата прва кола беше Фичо од 1965 година. Колку фичовци, дедо, ти имаше во својот живот? Па не можам точно да кажам, меѓутоа сигурно едно 5-16. Некој од нив ги возев, некој ги поправав и ги продавав и така. Сигурно деде бил многу важен возејќи го своето Фичо пред баба. Сакам кола убава, неќам старо Фичо. Фичо, Фичо вози Чичо. Фичо, Фичо вози Чичо. Чичо. Сакам кола убава, не сакам ни Влада. Влада вози Дада. Влада вози Дада. Не сакам ни Шкода, не си е во мода. Не сакам ни Југо, дајте нешто друго. Дајте нешто друго, дајте нешто друго. Сакам кола весна, убава и лесна. Сакам коли луди, секој да се чуди. Сакам кола весна, убава и лесна. Сакам коли луди, Опел, Мазда и Ауди. Сакам кола весна, убава и лесна. Сакам коли луди, секој да се чуди. Сакам кола весна, убава и лесна. Сакам коли луди, Опел, Мазда и Ауди. Како што се спуштаме надолу од Ѓавато, од лева страна ќе се појави Вештачкото езеро, Стрежево. Знам дека имате слушано за него. Ви раскажував кога бев таму. Овде гледам многу куки. Сигурно има повеќе села. Како на пример Кажани, Цапари, према езерото Стрежево се наоѓаат селата Лера, Рамна, Српци, понатаму Ротино, па надолу Братиндол. И веќе се приближуваме кон Битола. Сега ќе се доближам до една табла и ќе го испроверам Google Maps на деде. Исто така на оваа релација се наоѓаат и селата Цапари и Доленци. А претходно при влезот кај Кажани, од десна страна во далечината се наоѓаат и селото Моловиште. Колку многу празен простор и прекрасна природа. Зошто сме загушени во градовите? Скопје, Битола, Ротино. Ротино го штиклирам, деде, браво! Сега ќе го штиклираш и Цапари и Братиндол.
се доближуваме до Битола. Таа е покриена со сив јорган кој што ние го дишиме. Возрасни, многу сте ја сгрешиле. Сивиот јорган над Битола го прават повеќе загадувачи покрај овие од рек. Исто така низ градот постојат многу котларници кои работат на мазут, а ги има многу на број, сигурно се над 100. Исто така возилата и тешко е да се дише во овој крај. Дедо, проверив на Google Maps, сите ги штиклирав, сите села што ми ги рече. Браво! Volti, koga zagrmant, site komši во хор лудуват. Тетка Дара па има растрина стамена, ко си куват и лудува. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. А во бендот гајда свири, дедо Миле по пензија. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. А во бендот гајда свири, дедо Миле по пензија. Баба Дара вика, тропа на врата, а пак Миле си ја пушнал почвата. Пие вино, свири гајда, рок-н-рол со нас, вели деца денес вие сте ми спас. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. А во бендот гајда свири, дедо Миле по пензија. Визва стара и гитара, рок-н-рол експлозија. А во бендот гајда свири, дедо Миле по пензија. Дедо Миле по пензија. Дедо Миле по пензија. Слушнете не! Наукла ФМ. А сега запознајте го Сем, 18-годишник кој е во спектарот на аутизам. Серијата Atypical или Атипичен е на Netflix. Изборува за животот на млад човек кој е посебен на свој начин и за неговото семејство. Многумина ќе се препознаат, а ние ќе другаруваме со него. Бидејќи ќе се запознаваме со многу лични карактеристики, важни за да се разбереме и да се поддржуваме. Сем е одличен во поправање компјутери, бидејќи таму има правила. И хардверот и софтверот ги почитуваат тие правила. Нема нејасноти. Во таа смисла, тој е брилјантен. Например, штрафчето или USB-то не може да ти избега или да ти се скара.
Лаптопот не може да ти се налути или развика. Има правила и се почитуваат. Исто така, тој многу се интересира и знае за живиот свет. Особено за Антарктикот. За пингвините, за освојувањата и за се во врска со тоа. Еве од него една смешка што би ја разбрал млад човек од спектарот на аутизмот. Дали знаеш дека има посебна состојка во рибите во Антарктика која ги спречува да замрзнат? Тоа ти е антифриз во риби. Хи. Сем не сака да се потпира на седиштето во автобусот. За него тоа е несмисливо. И така во автобусот секогаш седи подисправен како прав агол. Тој нема другарчиња баш многу. Или воопшто, а неговата терапевтка се има изнаслушано работи од типот: дали знаете дека Антарктика е најоддалечниот континент на нашата планета? И го има во 90% од мразот на планетата? Дали знаете дека се смета за пустина? Според количеството на дождови што паѓа годишно, е многу мало. Антарктика цело со мраз, а пустина. Дефинитивно не е она што личи. Што има сега? Камили или пингвини? Да не треба да се преиспита дефиницијата за пустина? Нешто слично како и сите посебни луѓе. Исти, а различни и со многу скриени потенцијали. Машкиот пингвин кога има симпатија, пингвинка избира камче, го бара најмазното, најубавото камче и го подарува на симпатијата. Ако таа го прими и прифати, тие ќе бидат заедно цел живот. Колку убаво! На сем му се допаѓаше една девојка и размислуваше дека би било чудно да и подари мазно камче. Ков сон ми рече ти, бакни ме, од сон ми подари преград мил усни две и со тој поглед син, со тој шепот да, ово сон ми рече ти, љубен си. За миг бакнежот мој затаи шепот драг, за миг погледот твој згасна мил, силен сјај во тој час срцето ти отчука звон. О ти, драги мој, љубен си. Кога бев помал и секогаш кога бев вознемирен или стресиран, удирав со главата во нешто или тропав над зидот или викав многу силно. Сега на 18 години поинаку го манифестирам тоа. Вртам во круг низ собата. Сакам правила. Тие ги прават работите јасни. Пред да правам нешто, сакам да ги знаам сите правила. Ков сон ми рече ти, бакни ме, од сон ми подари преград мил усни две и со тој поглед син, со тој шепот драг, ово сон ми рече ти, љубен си. За миг бакнежот мој затаи шепот драг, за миг погледот твој згасна мил, силен сјај во тој час срцето ти
на другарката на Сем со Даунов синдром и се пензионира стоматологот и таа рече дека ќе остави сите заби да и паднат, ама нема да оди кај друг. Сем се опушти со една група на луѓе кои што нема никаква врска со аутизам. Луѓето мислат дека не знам и не сваќам кога се шегуваат на моја сметка и со мене. Но знам, само не знам зошто. За ден ти два, я знам, чувствувам и ти сигурно ќе се разбудиш. Никој што го знам, не ќе дај сам, никој верувај, дај да помогнам. Без друга не стоек и ти гледаш знам. Другарите се тука да делат се, без друга не може. Без друга не стоек и ти гледаш знам. Другарите се тука да делат се, без друга не може. Кога сум нервозен, секогаш си ја ставам до ксерката на глава и се чувствувам скриен од светот. Сем пронајде 95 начини како да приготвиш јајца. Понекогаш кога зборувам со луѓето, ми се чини дека се делфини кои се разбираат преку еколокација. А јас се зборувам свој јазик. Значи не се разбираме. Аутистично дете го однеле во џунгла со фамилијата на сафари и тоа ги чувствувало сите предатори како му се доближуваат до шаторот. Па избегало, така се чувствуваше Сем во училницата, како да ќе го изедат или ќе го прегазат стампедо разулавени животни. Мајката има син кој нема можност да биде фейк, сушност да лаже. Никогаш не може да лаже. И тоа е инспиративно. Мајката сака да биде повеќе како синот. Што ноќите смирени, светлини ќе згаснат, во топлите постели дечињата распат. Што ноќите смирени, светлини ќе згаснат, во топлите постели дечињата распат. Наđamo звездите на покривот си, ако не верувате, прашајте ги нив. Наđamo звездите на покривот си, ако не верувате, прашајте ги нив. Волшебната мама Ирена овој пат ни зборува како е да се биде родител на типично и атипично дете, Јована и Лука. Цело е кога има се. Ова се нашите човечки диаманти. Слушнете ги!
За Јована. Прости ми. Прости ми што понекогаш од тебе барам да молчиш кога ти се зборува. Да бидеш тивка кога ти се вика од тага на целиот глас. Прости ми што повеќето разговори ми се за него и околу него. Понекогаш, само за момент, знаам како е потребно. Се ставам целосно на твоето место. Но одеднаш, аутизмот ја зема целата сцена и трчам да не падне од неа со рацете испружени. Ти си обдарена да танцуваш на истата, да пееш и се радуваш без страв од непознати луѓе и музика. Твоите типични потреби се сенка на посебните. Прости ми што посакувам да бидеш своја, а јас одеднаш недоследна изразувам молба да се преобразиш во прилагодлива. Некогаш, прости ми ако можеш. Штета што постои само во бајки за дечиња мали. Штета што вистинско не баш денеска толку ми фали. Илјада желби што има, најважната да ме боли. И жално е златното риче да не слушне дете што моли. Златно риче што желби исполнуваш три пати една желба да ми ја исполниш ти. Каде си, златно риче, го слушаш ли детскиот глас? Три пати една желба за да ја кажам и јас. А во нашиот џуборлив крај, од тајниот агент на децата во светот на возрастните, Мимоза Петревска Георгиева читаме стихови излеани од нејзината мудра, борбена и реалистична душа. Чита една поетична мама, која што ќе остане анонимна ако не ја препознаете сами. Деца на нашите деца. Ние сме деца на нашите деца. Мали божества во кревко тело. Тонеме во тие очи вселена. Помали од зрнце во нивната преградка. Некогаш сме збеснати ко скакулци на жега, ко роза подслана со собрани жили. Потни и студени сред летни горештини, се ладиме бавно за земските глупости. Луѓе бегаат од нас да не ги префати, плукајки си впазува на следниот ќош. Некои пак имаат раце лостови, со кои не носат во небесни височини, ним не им пречат нашите криви насмевки. Живци пајажини, ни мали глупости. Ние сме ластовица што го надлетува паднатото мало. Во низок лед, но не го допира. Бубалка што тркала глобус на ледина, но не застанува и не се откажува. Суво жолто поле под грмотевица, солза што се враќа назад кон зеницата, бела пеперутка со прегризани крила, болка што длаби, но не убива. Ние сме чудовишта со 2 нозе и 8 раце и зарипнат глас од многу педагогија. Уморни лилјаци со екстрасензори, честопати со алишта наопаку облечени. Радосни ко тинејџери за секоја слободна минутка го чуваме времето во златна кутија. Вечни деца на нашите деца,
Не смееме да остариме. Не смееме да се откажеме. Посветено на сите прекрасни и храбри родители што ги сретнав по пат. Мимоза Петревска Георгиева. Децата и родителите се едно и често пати се ги менуваат улогите, но тоа е толку взаемно, што личи на жуборливо поточе што подскокнува над камчињата и се радува дека е полно со живот. Драги посебни родители на посебните деца со посебни потреби и посебни муки, човештвото некаде создало повеќе, некаде многу помалку лостови за да се помогне вашата тежина. Вашите зборови се звукот на жуборењето, но пред тие поточиња има многу брани, многу забрани, многу мембрани, многу рани. Ветувам во својата мисија со оваа емисија дека ќе градам мостови на спознавање и помагање. Ако не ние, тогаш кој? Ако не сега, тогаш кога? Време! Волшебен поздрав, магична прашина, звездени желби и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не! Замисли свет, магичен свет, замисли само свет, шарен и мек, добар колет, замисли само срце што чука, дам, 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 бори тамот на љубовта. Сите се смеат, смеат и пеат, дам, дам, по еден глас ти запесона. Ајде се сакаме и да нема грижи, сите сме убави насмевки. Елен да таргува, светот не се движи, подај рака и дојди со нас. Ајде се сакаме и да нема грижи, сите сме убави насмевки. Елен да таргува, светот не се движи, подај рака и дојди со нас. Срце што чука, дам, 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 бори тамот на љубовта. Сите се смеат, смеат и пеат, дам, дам, по еден глас ти запесона. Ајде се сакаме и да нема грижи, сите сме убави насмевки. Елен да таргува, светот не се движи, подај рака и дојди со нас. Ајде се сакаме и да нема грижи, сите сме убави насмевки. Елен да таргува, светот не се движи, подај рака и дојди со нас. Чукни во дрво, чукни 3 пати, заедно гасме јас и ти. Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ, магистр Сонја Татарова Груевска и јас, Ноила Нечковска, петто Деленка од Опита Караманда и Битола. Галемо, поздравче! На Бога камења не сме фрлали.
troška ljubov, za malku sreća živeme. Čuknivo drvo, vistina je, na dvore proleći visne. Čuknivo drvo, čukni tri pati, zajedno da smeja si ti. Kako dečinjavo krevet gušnati, ne stanuva me, a veke pladne. Toa je ova, ova je toa, ova je toa, toa je toa, toa je se. Da, to je se. Čuknivo drvo, vistina je, na dvore proleći visne. Čuknivo drvo, čukni tri pati, zajedno da smeja si ti. Uklo FM Bitola, februari 2022 godina. 24 časa sekој ден на 90,8 Uklo FM Bitola.